За нарачка на производи од Тему и слични онлайн продавници во вредност од 1000 денари, наскоро ќе плаќате плюс 180 денари или 3 евра. Ќе се плаќа 18% ДДВ за нарачките од странство кои се под 22 евра кои досега беа ослободени. Тоа ќе значи поскапување за сите производи кои досега не се одночуваа. Владата достави предлог до собранието за измени на законот за данокот на додадена вредност. За експертите, измените се добри за да се заштитат домашните компании. Сепак се добри, се со намера да се стопират незаконите кои се случуваат. Но да се разбереме дека јас не сум против либерализација на економијата, поради тоа што граѓаните можат да купуваат производи со пониски цени. Треба да се внимава за кои производи се работи, се со цел да не се оштетат домашните фирми, домашните продавници кои веќе се пријавуваат дека се доста оштетени од увозот од фирмата Тему. Данок нема да се плаќа за пакет испратен како подарок, но под услов да не чини повеќе од 22 евра и да не е алкохол, парфем или цигари. Според Министерството за финансии, законските измени се со цел поддршка на домашната економија и компаниите. Велат околу 65.000 евра месечно, колку што во одредени периоди изнесува прометот кон странските онлайн платформи, ќе се пренасочат кон домашното стопанство. Овие средства ќе придонесат за развој на локалните компании, отворање нови работни места и исплата на повисоки плати на вработените. Измените ќе помогнат во намалување на сивата економија, имајќи предвид дека досегашниот систем овозможуваше злоупотреби, односно увоз на стоки ослободени од данок, кои понатаму се продаваат на домашниот пазар. Инаку само во јуни македонските граѓани нарачале 250 тони стока преку Тему. Од нив 95 тони биле во вредност под 22 евра и за нив не е платено ништо. За останатата стока државата наплатила над 680.000 евра давачки. Вкупните онлайн трансакции пак на граѓаните во првата половина од годинава пораснале за 34,3%, изнесуваат 456,3 милиони евра. Увозот од Кина до август годинава пораснал за 15,7% или во земјава влезе на кинеска стока вредна околу 800 милиони евра. Според сегашната практика за пратки до 22 евра не се плаќаат давачки. Од 22 до 45 евра се плаќа само ДДВ, а над 45 евра се пресметува и царина и ДДВ.